Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Социјалдемократскиот сојуз со своите одговорни политики посветено работи на реализација на стратешките цели на државата и граѓаните, поставени при осамостојувањето на државата. Станавме полноправна членка на НАТО, ги започнавме преговорите за членство во Европската Унија. Процесот на евроинтеграцијата носи конкретни придобивки за државата и за граѓаните, унапредување на инфраструктурата, развој на економијата, раст на стандардот. Европската Унија минатиот месец одобри грантови со вкупна вредност од 225 милиони евра за Северна Македонија за големи инвестицијски проекти. Со 150 милиони евра европски пари се финансира изградбата на железничкото поврзување со Бугарија во рамки на коридорот 8 и тоа делот од Крива Паланка до границата со Бугарија. Европски средства се наменети и за енергетиката, што е особено важно во услови на криза. Од тоа 1,6 милиони евра за набавка на опрема за Осломеј 1, фотоволтаична станица и 5 милиони евра за набавка за опрема за Осломеј 2 и Битола фотоволтаична централа. Со грант од 70 милиони евра се финансира проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Скопје. Ова е само почеток на слевањето на европски инвестицијски грантови во државата. Со помош на европски средства ќе се унапредува инфраструктурата, енергетиката, заштита на животната средина, а секако тука и континуираната поддршка од Европската Унија за земјоделскиот сектор, која ќе се одвива низ програмите ИПА-3 и ИПАРТ-3. Пристапувањето кон ЕУ обезбедува пристап до европски фондови. Со максимално искористување на европските пари ќе може да продолжиме со забрзан процес на реформи кои се неопходни во процесот на напредување кон членство во Унијата. И сето тоа со една единствена цел: подобар, полесен, помирен живот за граѓаните. А граѓаните знаат дека со евроинтеграцијата следува развој, напредок, поголеми плати, европски вредности и сигурна иднина. И токму затоа застанаат зад вистинските политики на СДСМ на вонредните локални избори во саботата. Ви благодарам и повелете со прашање.